Добро утро, ке кажам на Искра понеделнички и така препознатливо. Заинает на понеделникот нека биде гласно. И најгласно што може да биде, но и ова ќе биде гласно зборување. Добро утро. Да допре до сите, секако дека ќе ви посакам и ќе ви кажам добро утро. Добро утро. И драго ми е што сте наша Драго гостинка. ми е, Вие сте Ивана Блажевска, професор во едукативниот центар Корени. Корени, да. А денеска ќе зборуваме за нешто со Искра. Пред малку пауза кажавме дека е тема која што треба да се слушне и да се зборува повеќе за неа, дигитален аутизам кај деца. Ќе појасниме за тоа, Искра повели. Јас мислам дека Слободанка, коригирам ако сум грешка, дека досега не сме имале таа тема. Не Особено сме ја не така имале. формулирано. Иако наслутуваме за што станува збор, Так. мислам дека и тоа како интересно и корисно ќе биде за сите. Се согласувам Да. и со нетрпение чекам да видам што ќе ни каже гостинката. Ти благодарам, Слободанка. Ивана, добро утро и од мене. Добро утро. Рековме ќе зборуваме за дигитален аутизам, но со оглед на тоа што за прв пат ни гостувате За во прв нашата пат, да. утринска, би сакала малку нашата публика да ја запознаеме со вас, односно со она што го работите во вашиот центар едукативен Корени. За каков центар станува збор? Ето таму Работиме започнеме. веќе 13-та успешна година. Главното сидиште ни е во Америка и многу сме помогнати од Америка. А тука се наоѓаме во Мавровка, во трговскиот центар. Располагаме со наша собствена библиотека, која што поседува книги на македонски, на албански, на англиски јазик, што значи дека секој член кој што ќе се запише може и да биде во библиотеката, да чита таму, да се консултира со професори што не му е јасно. Мислам дека е многу важно да наброиме убаво за кого е наменет центарот, за сите оние родители и старатели да може да препознаат каде да се обратат за Точно, помош. центарот е наменет, значи имаме наставна програма, имаме програма за деца кои што не знаат да читаат, не знаат да пишуваат, па повеќе време се посветува на нив. Имаме и студенти кои што имаат потешкоти со одреден предмет, па се работи оние конкретно тешките, стручните предмети, да. точно. И имаме значи за средно образование најтешко математика, физика, оние омразините што им се надицава. И да, и си има специализирани професори кои што доаѓаат и предаваат. Работите со деца со посебни потреби? Деца со посебни потреби, посебно како што најавивме, чума, ќе кажам, на 21 век дигитален аутизам. Разлика помеѓу класичниот аутизам е што класичниот Ќе аутизам... зборуваме и за тоа, јас сакам само уште малку нешто да потпрашам. Со оглед на тоа што рекоте дека седиштето вие во Соединетите американски држави и работите по американски програми. По американски Ме програми, интересира со тоа тоа се што применливи овде за нашето Па поднебје. многу тешко се применливи, затоа што детето треба постојано да се следи и постојано имаме писмена форма и критика што не е добро кај детето, што родителите се малку исплашени кога ќе добијат некоја критика за своето дете. И сега ни тоа да го разберат позитивно, туку тоа се разбира како негативно. Веднаш не во моето одбрабен дете, став да, застануваат. не моето дете, не. Да, ништо Неприфаќање на реалноста. Ќе почнеме да ги решаваме проблемите дури тогаш кога ќе бидеме самокритични и кога ќе кажеме дека да, имам проблем и треба тој проблем да се реши. Во тој дел, секој дете што ќе дојде кај нас, најпрво се тестира. Значи, може детето да биде четврто, пето оделение, меѓутоа да има заустанат развој и некои работи да ги нема научено во текот на година, совладено. И мораме да се вратиме наназад. Да, затоа што според тестовите
или нешто недоволно е научено, или има аверзија. Никогаш можете да имате спрема нешто аверзија, а да не сте свесни зошто. Значи не мора да има причина. Не дека наставникот не предава добро, едноставно можете да мислите дека физика не е добар предмет, дека нема да ви треба во животот и едноставно физика не сакам. Некоја бариера. Некоја бариера, точно. Една од потешкотиите со кои што се соочувате во вашиот центар е токму овој дигитален аутизам. Да. Ајде, рековме, вака наслутуваме, предпоставуваме што станува зборно по дефиниција. Што е? Дигиталниот аутизам е различен од класичниот аутизам, затоа што се лечи. Значи, кај класичниот аутизам, кај класичниот аутизам имаме подобрување, меѓутоа немаме лечење. Овдека можеме, значи, да го излечиме и меѓутоа процесот на лечење е многу долг, бара многу време и најбитно бара соработка со родителите. Значи, ако веќе носите дете кое што има потешкоти, морате да бидете спремни дека вие како родител мора да се откажете од многу работи во животот. Другото и време да му посветите. И време да му посветите, точно затоа што ние можеме да работиме со тие деца, меѓутоа ако дома не се повторува материјата, не се работи, нема соработка. Му се даде повторно дигитален уред? Да, му се даде повторно дигитален уред, тогаш е веќе проблем. Ивана, дали може да го дефинираме дигиталниот аутизам како зависност од дигитални уреди? Зависност, значи, едно дете од 2-3 години не може да биде зависно од дигитален уред. Зошто? Затоа што родителот е тој што му го дава уредот. Затоа постојат значи заменски игри. Ќе излеземе надвор, ние сме држава каде што имаме умерени зими. Можеме долго да шитаме со детето. Има игротеки тематски, каде што детето може да се издува, да помине време, градинките. Само што гледам сега веќе и во градинките постои она као ајде ќе ви пуштиме цртан. Нема она класика, ќе читаме приказна, па ќе анализираме ликови, па што се случило, па прашање. За среќа не секаде. За среќа не секаде, точно, меѓутоа во многу градинки, ајде цртанот и да можеме малку да испиеме кафенце. Ивана, сакам да ве прашам, ја објаснете разликата помеѓу класичниот аутизам и дигиталниот, во смисла што може да се поправи штетата кај дигиталните, така да кажеме. Но што е во поглед на симптомите? Колку се тука слични овие аутизми? Многу има сличност, затоа што детето кога гледа во уред, без разлика дали е телефон, дали е телевизор, тоа дете не добива, нема комуникација. Значи, вие со телефонот се затвара во свој свет. Не може телефонот тоа што го гледа да му даде одговори и после тоа да прашува. Значи, се затвара во себе. Има потешкоти да комуницира со другите деца, социализацијата е тешка, не знае да се вклопи во игра, многу често знаат, например, да бидат и насилни, зашто? Затоа што гледаат и насилни содржини. Исто така, многу е тешко да се прави разлика што е добро, што не е. Да се расфрлаат играчки. Нема начин на играчка, возам камионче, па тоа е камионче, него тоа е преку кршење, преку удирање, затоа што имаме еднонасочно комуницирање. Се гледа уредот и тука комуникацијата престанува. Причинителот кај ова состојба, да наречам така, кај оваа состојба, диагноза, јас би рекла, причинители има многу. Најпрво би тргнала затоа што имаме општество кое што не ни е уредено. Во смисла,
родители кои што работат, некои по 2 смени, се задолжиле, кредити, мора да работат 2 работи, веќе кога ќе дојдат уморни. Мобинг на работа, исто така стрес, недоволно време и никако уредиве дојдоа да бидат дадилка за деца. Значи, дај му го и мирен си седиш, детето е мирно, гледа, родителот е мирен. После тоа ќе кажам недоволно време. Недоволно време за да му се посвети. Лоши деца, јас секогаш кажувам нема. Има лоши родители. Децата се сите... Ова сакав да прашам. Сега може би прашање што на многумина нема да им се допадне. Кога станува збор, да речеме, за класичниот аутизам, тука се други причинителите. Често пати, да речеме, иако е недокажано, неприфатено, или родителите вината и во некои од вакцините ја префрлуваат. Дали и овде вината е исклучиво само кај родителот, односно старател? Апсолутно. Значи, детето најголемото време го поминува дома. Тоа оди во градинка, меѓутоа пак таму има боење, цртање, музичко катче каде што свираат, пеат. Детето кога доаѓа од градинка, значи најпрво треба да се праша што учевте, па дај да видиме песничката, да, па дали со некој дете си се скарало. Знаете како, ова се нови генерации, каде што мораме како родители многу да им посветиме време, затоа што не се доволно слушнати. Значи, самите деца не се доволно слушнати. Имена, дали, сега ова малку делува како наивно прашање, ама мислам дека одговорот ќе не насочи во права насока, дали овие деца да живееа пред 100 години ќе беа најнормални, најздрави деца? Односно немаше да го имаат овој... Сигурно да, затоа што видете, јас кажувам, значи, јас го третирам секој дигитален уред како шеќер. Ако го земаш во доволни количини, тогаш е убаво на организмот. Меѓутоа, ако веќе е во голема количина, тогаш е проблем на организмот. Така да сите тие дигитални уреди се добри, меѓутоа... Не можеме без нив, така? Не можеме без нив, меѓутоа да се свидат на потребата. Значи, во ред дете да изгледа еден цртан, и сосема е убаво, ниту еден цртан... Значи, прекомерната потреба е проблем. Точно. Како да се најде таа доза? Некој го препорачува, да речеме, забрана, каков ефект на забраната, видите, или пак ограничување? Не можеме ние децата да им забрануваме. Не може готово или казна, ќе ти го земам телефонот. Најпогрешна работа што ја правиме сите родители, јас сум го правела истото, се до момент додека не сум сватила дека најголема грешка е сопственото дете да си го казнам со телефон. Аз сум ја правила истата грешка. Значи, треба да се најдат начини секогаш детето да има друга алтернатива за дигитален уред. Ќе одиме да шетаме или ќе читаме денеска приказна, па ќе правиме глума некоја дома, ќе глумиме ликови, ќе одиме во игротека. Има милион начини каде што детето ќе се тргне од тој уред. Исто така, тие деца многу помалку спијат, имаат проблеми со очите, со видот. Им треба... Сакав и тоа малку за да се уплашиме малку што се предизвикуваат овие уреди. Меѓу другото, прочитав стрес на мозокот. Стрес на мозокот затоа што стресот го прави, како што кажав на почетокот, немаме повратна информација. Значи, гледаме нешто, меѓутоа ова цвеќе јас го гледам, не може да ме врати. Не може да ме интересира зошто има портокалови, зошто има жолти. Значи, јас може да се прашувам, меѓутоа немам повратна информација. Сега, може би ова прашање не е точно адресирано, но со оглед на тоа што имате искуство и тоа како, ме интересира ова проблематика. Дали и колку е
признаена, да речеме, од релевантните здравствени институции. Зошто го прашувам, само ова да се појаснам? Да речеме, кога беше короната, добивавме јасни инструкции како треба да миеме раце, колку луѓе да седиме на маса. Ако ова е веќе толку алармантно, сите експерти велат дека бројот на деца со дигитален аутизам допрва ќе расте, како што се усовршува технологијата, зошто тогаш општествата не превземаат некои законски мерки? Најпрво, И дали треба? Треба сигурно. Најпрво проблемот е што родителите проблемот го гледаат една година пред детето да се запише на училиште. Значи, се до тогаш во рете дома е, баба го чува или во градинка оди, немаме проблем, меѓутоа една година пред детето, да речеме на 5 годишна возраст, забележуваат дека детето не зборува, дека слабо комуницира со другарчиња, не може да се вклопи. И тогаш се бара решение, меѓутоа видете, ако нешто траело години, не можеме ние со неколку часови да го анулираме сето тоа. Значи, многу е процесот после тоа и временски, и ангажман на родителите. Значи, еден голем процес. Ако го би имало претходно некој законско решение од која возраст смеа да се користат, од која не, како да се ограничат, дали тогаш би имало видете, вакви? нема до сега никаков закон донесено. Гледам дека нешто се прави држави нешто се обидуваат, да, се обидуваат. Гледам дека има за TikTok забрани. Добро, има и за Австралија за интернет воопшто генерално. Да, меѓутоа дека целосно нешто ќе се направи, барем тука на Балканов, ја не верувам. Ние сме, знаете како, ќе земеме од Западов се што е лошо, ама тоа што е добро не го применуваме. Да, јас имам мои права, меѓутоа кој ќе дојде за обврски и гледаме се да земеме од Западов, меѓутоа баш тоа лошото. Тоа што е добро не го земаме. Барем Ивана, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Уште еднаш, значи, да ги потсетиме гледачите, Корени е едукативниот центар каде што може да се обратат. Работиме секој ден, кај нас празници нема, сабота, недела, викенди нема, секогаш има стручен тим кој што работи со децата. Имате психолог и психијатар, комплетно се имаме. Сега веќе доаѓаат и матурските подготовки, така да имаме и од нив многу. Ја за крај би ве замолила само за еден совет до родителите во поглед на нашава денешна тема. Совет до родителите, значи најбитно е комуникацијата со детето, да се посветени, да се шета детето. Многу е подобро, значи, сите знаеме од плата како се живее, дека не можеме да се дозволиме игротеки, меѓутоа да се прошета до парк, да се изнесе, комуникација со деца, дружба со деца и што помалку електронски уреди. Јас би го оставила и мојот телефонски број, значи 078-332-498, се што ги интересира подетално во било кое време. Ја и навечер функционира. Да, така да можете Добро да знаеме дека имаме дежурна служба за сите вакви ситуации. Ивана, многу ви благодарам и повторно се гледаме во нашата утринска со друга исто вака значајна тема. Ви благодарам и на вас. Дали сте задоволни, колешка? Да, одлична тема, добре дојдена во ова време во кое што живееме и многу добри совети. И кога кажавте дека и во ноќните часови работите, тоа е само за доброто на децата и се гледа кога се работи со љубов, има резултати, така? Сигурно. Неизбежни се. Точно. И нека има што повеќе за да го нема овој дигитален, за жал, аутизам кај децата. Ви благодарам и ја.